Како што пишав крај на еден квартал, што значи квартал, то ти е 3-месечна свеќа. Значи кој што има сезони во фудбали, кој што има периоди во не знам што, така натаму, во маркетов има квартали. Тоа значи дека еден квартал се состои од 3-месечни свеќи или е на 3 месеци. Така да 4 квартали имаме на годишна свеќа. Како што имаме са некои сте нови, некои сте запознати, како што имаме AMD профили, акумулација, манипулација и дистрибуција на помали таймфрейми, така имаме и на поголеми. Сега нема многу да навлегуваме, да објаснуваме во тие сфери, да речем акумулација, манипулација, дистрибуција на поголеми таймфрейми, пошто искрено 3 месец таймфрейм јас лично го користам само како еден вид на насока, односно да видам дека има булиш моментум. Сега што сме крај на овој квартал, гледам на овој булиш моментум има пимбар. Што би значило пимбар? Значи, тука застанува булиш моментумов, односно булиш моделов. И сега, најверојатно, следна свеќа би требало да прави корекција, односно следниот квартал. Значи, останати се уште два. Така да, би го користил само како така некој вид информација, кога одиме на помал таймфрейм, значи во тој квартал треба да видиме овде 3 други свеќи. Значи на овој таймфрейм па ми вика окей, зашто да не биде вака, например, зашто немаме булиш свеќа нагоре. Така да затоа не го земаме многу здраво за готово дека ако е пимбар по секоја цена треба да паѓа, но треба да имаме наум. Сега, првиот квартал, лично за мене како трейдер, беше лош. И тие што сте во сигнал групата, знаете дека со седнување на Трамп во Белата куќа беше пеплес се направено. Втор квартал се вративме некако на нозе, горе-долу се крепиме. Сега уште останува уште два други квартали. Значи ние на првите два квартали ја фативме ствари акумулацијата и манипулацијава, односно да, манипулацијава. Се што останува останатите два квартали да се деси дистрибуција. Односно, што би значило тоа? Цената да си фати еден момент и постепено да тера, односно на вистинската насока. Фактички овие две сезони што поминаја на маркетов, значи уште да се видиме кај сме, што сме, значи се зборувам со наши зборови. Инвеститорите, тие што трейда, политикава светска, дешавањева, значи првиот квартал не се знае ништо, вториот се влегува во ред, третиот и четвртиот треба да ги сметаме како за стабилни, да се стабилизира и во превод да ни донесе многу пари. Што нормално сите сме за тоа. Така да очекувам овие два квартали до крајов на годинава дека далеку ќе бидеме заминати од оваа ситуација која што бевме во минативе два, така да останува да се крепиме, значи останува да бидеме активни, да имаме акција, да веруваме во нешто, а се попатно че ни како награда. Значи да не биде по секоја цена дека сме фокусирани ние да на крајот дено работиме ова, го работиме за пари, за инкам, ама не по секоја цена треба да правиме ствари за тој инкам. Значи треба да пред се да ги почитуваме правилата, да се појавуваме на лайв сесии, да правиме бектестинг, да тренираме, значи пред се треба акција, верба, па после се че ни се дај, врз база на тоа колку сме работеле, колку сме верувале, колку не сме правеле глупости, колку сме били активни и сето тоа. Значи исто ни се враќа како награда на колку се трудиш, толку ќе ти се врати. Така да, тоа сакав да кажам на кратко за кварталиве. Значи останува два квартали, што силно верувам дека ќе се поминиме многу поубаво од колку овие два. Освен ако не се деси некоја 11 светско чудо. Така да, се враќаме на техничка анализа. Што да напоменам, крај на месец, почнува друг месец, секош првиот месец, првата недела од месецот, имаме многу јаки волатилни вести, што значи тоа дека може да се очекува следнава недела да биде хаос. Така да
среќен сум искрено што имаме само 4 парови за гледање. Немаме фазла. И то стриктно онака ќе бидиме предпазливи да не влеземе во трапо. Зошто во трапо, како што кажав, нов квартал, тој квартал треба да направи, да отвори кендел, да отвори тело, да направи фейк вик и да продолжи надолу, ако тера надолу. Така да тука може да се дешава големи манипулации, што искрено не би сакал да бидеме во игра од нив, така да ќе бидеме предпазливи. Ако немаме позиција следнава недела, не е ништо изгубено, туку е добиено зашто ќе си ја заштитиме капиталот од прва недела, пошто ќе ги пуштам сега вести, не знам кој следи, што следи. Јас фрлам око секогаш на вестите, колку и да почитува и техничка анализа и се, јас сакам да се сапулам да видам што се случува. Така да, понеделник немаме нешто силно и јако што било движело маркето. Вторник имаме Jobs Opening и Fed. Значи овие два се јако волатилни. Одма после вторник, среда имаме Non-Farm. Четврток имаме исто Non-Farm. Така да ќе биде јако волатилна недела. Сега претежно пред ваквите вести, пак ќе кажам, се дешаваат тие манипулации, или може да биде па маркето понеделник мирен, вторник да завземи некоја фейк манипулација и среда, четврток да пукне, да речам. Уствари, пошто е вторник голема, пошто е едниве од големиве вести се вторник, така да понеделник утре може да биде мирен. Чак и вторник може да ни изманипулира, па од среда да фати, пошто имаме, значи, скоро цела недела, вторник, среда, четврток имаме вести што се сварно волатилни, а понеделник и петок не ги трейдаме, така да ќе бидеме предпазливи. Значи, ако не си сполна правилата, ако се е според правилата, ќе отвориме позиција. Ако не, од типот на агресивен трейд, од типот на окей, погоре, подолу ќе влеземе, не знам што, нема да има. Така да сакав и тоа да напоменам, мора да сме предпазливи, за да им почне убав квартал, како што кажав. Да се вратиме се на техничкава анализа. Ова е GBP NZD. Отворивме минатата недела трейд. А зошто отворивме трейд? На викли, кога одиме, спомнав минатата недела дека овој пимбар е чуден. Сегаш кога би видел ваков пимбар, следен таргет ми е овој вик. Зошто? Пошто на викли, ако гледаме викова, фактички е некаква си манипулација, кај што тука верувам дека треба да се врати тело. Кога одиме на дейли имаме структура, да. Ако имаме структура, имаме fair value gap отворен, да речем. И да сака бај да оди, би чекал ритест до fair value gap, па после оди бај. Така да на викли бевме во зона на интерес. Дейли ни даде пимбар. Според овој пимбар, значи, кој што кажав, кој ќе видиме пимбар, следно, што се очекува логички е да продолжи надолу цената, односно да се направи таа корекција. Арнама цената одлучи контра тоа доди, ни сврли од позиција. Сега што е ситуација овде? Ситуација овде сме над зона интерес 1 нанезе со body candle, значи со телото од свеќава сме затворени нанезе. Опција 1 што би ја чекал за сел би била кога понеделник би се затворил под оваа зона, вторник имаме мал ретест и продолжуваме надолу. Таа е опција 1. Опција 2 е да се вратиме во зона 2, да ни собери buy sit liquidity, мала акумулација, назнака овде да добиеме за сел и да продолжиме долу. Искрено сакам да видам опција 1, зошто? Пошто овде имаме растојание од зона 1 до зона 2, многу мало растојание. Се случувало да дојде овде, да реагира, да се врати овде, пак да одреагира, да не собери, да продолжи долу. Затоа да бидеме чисти, би сакал да се деси опција 1, да имаме брейк под оваа структура, значи под оваа зона на интерес, не структура, да имаме брейк, тогаш да сме сигурни дека окей, не испоштувала зонава на интерес, значи чакаме незе има брейк, чакаме потенцијален ретест, реакција за да се продолжи цената надолу. Од 4 сати може да очекуваме свич на бериш. Во тој момент некој fair value gap да го ретестира и да одиме сел. Еу дикет, кој што кажав, ова ни е
main target, значи се дури не ни направи брейк на оваа структура, односно навикли свеќа не се затвори над оваа структура, ние сме bearish и се што чакаме да се собери овој low, односно да дојде минимум до овој body candle. Така да навикли имаме bearish engulfing, што искрено не ми се допаѓа. Не значи дека цената не може да одреагира и да слегува надолу. Убаво е тоа што е во зона на интерес, имаме EMA, може скомотно да се отвори ценава, да се отвори body candle, да реагира од EMA на daily кога одиме, да почекаме некаква си назнака, каква назнака било, engulfing bearish candle би било одлична назнака. На 4 сати да имаме брейк под овој low, значи автоматски. Daily ни е булиш, 4 сати ни е булиш. Значи два таймфрейми ни се контра од големиот. Големиот ни е викли, ни е bearish. За нас ни треба минимум два таймфрейми за да одиме sell. Што би значило тоа можност weekly bearish и 4 сати bearish. Зошто не daily? Оти последен low на daily ни е овој овде. Ако го чекаме ни овој овде low да се собери, тоаш ни се губи позицијава, односно од зонава на интерес, ние ако би отвориле овде позиција, она што кажував, сега сме овде на потенцијален higher low, односно lower high. Овде сме на потенцијален lower high. Ако чекаме овде да дојде цената, овде веќе заминал трендо. Значи друго е овде да се позиционираш да слегува надолу, друго е овде да се позиционираш. Овде се веќе до пола и повеќе од трендов. Така да затоа не чекаме на daily bearish, туку чекаме 4 сати. Ако ни се поклопи 4 сати со викли да сме bearish, односно да ова е последен low што би го зел на 4 сати, може и овој, но овде имаме помала зона на интерес, така да истата ситуација GB Penzidi, фрактално, значи каква случајност, не е случајност, туку имам пример да ви покажам. Ако овде чекаме на daily да се затвори со кендел, овде чекаме на 4 сати. Што ни дава тоа, дава назнака дека маркетот е фрактален, дека повторувањава се случува на сите таймфрейми. Така да на 4 сати чекаме engulfing bearish, може да не е engulfing, чисто да ни дај брейк, ретест да се позиционираме пред да почне трендо за надолу. На помалите таймфрейми пак чекаме исто брейк. Значи знам дека на некои што сте нови, секој се приклучува нови, многу работи не ви се јасни. Или она што можам да кажам дека за брзо ќе почнеам да пуштам и видеа како на 20 до 30 минути видео, објаснување на зона на интерес, на bearish engulfing, на патерн, на маркет структура, на трендови, така да баш како тоа што го имаме снимано од порано, ќе има нови видеа, ќе види пак многу појасно, ќе бидиме тука во склоп со нешто во што го зборуваме, така да на вистинско место сте го сакате да учите за трейдинг. Значи ќе ви биде копеснова научено за тие што сакате нормално. Така да само тетрадчето и ноутс запишувајте си и да не ти е јасно запиши в тетрадка и прашај. Многу побрзо ќе дојдете до информацијата. Euro JPY Extreme Bullish Momentum. Чекам counter тренд. Зошто чекам counter тренд? Значи имам отворен fair value gap, на екстрим сме горе, психолошки левел имаме. Daily што сакам да ми се деси? Брейк под овој low, тоа значи daily bearish, retest, sell. Послава акумулација, имаме дистрибуција, вратени сме во премиум зона, вратени сме на weekly fair value gap, зона на интерес имаме овде на daily. Така да секош може и лево да видиме, значи дошла до овде ценава, реагирала sell, дошла до овде ценава, реагирала sell. Дошла до овде ценава sell, дошла до овде ценава sell, дошла пак ценава пак sell, пак дошла пак sell, значи е јака отпор зона. Така да зашто не би било и овде истото. Сега, не е по секоја цена треба да дојде ние селон да отвориме, него шо? Сакаме bearish break, сакаме некаква назнака, сакаме ретест, потоаш да отвориме позиција. Значи не е само да дојде до зона на интерес, туку да ни дај назнака ценава, да ни рече, окей, јас сакам да одам, не со збори, туку на техничка анализа, јас сакам да тргнам надолу,
влезете. Така да тоа го чекаме овде. Затоа е одбрана таа зона на интерес, затоа е одбран counter пар, така да ако ни дај ретест и брейк, сигурно влегуваме. USD JPY исто ни се поклопува дека иено треба да расти, доларот да паѓа. Weekly bearish сме, daily bullish, 4 сати bearish. Сега го чепам на 4 сати, имам прекрасен head and shoulders. Значи, со брейк на neckline и моментално ценава е ретестирана на neckline. Што значи? Тоа значи дека овде сме спремни за позиција. Ама ако ќе кажа во понеделник не отвараме позиции ние, така да не знам што треба утре да се деси за отвориме позиција, ама ако ни дај убав патрн, ако ни дај убав сигнал би влегле, не дека не. Или чисто да запазиме моменто, значи опција 1 од овој fair value gap, значи од овој fair value gap да дојде цената тука, да акумулира средства на 4 сати, кога ќе појдеме на 1 сат, е поинаку, значи акумулира средства и да ни дај некаков брейк, да ни дај некаков сигнал, за да знаеме дека овој fair value gap е валиден и да отвориме позиција. Опција 1 е таа. Опција 2 што би ја сакал искрено, пошто со оглед на тоа дека сме при крај на месецот, е да се подсобери погоре, да направи тој fake movement, тој лажно движење нагоре. Може чак и да собере овој buy side liquidity, акумулација, спремна за сел, овде да имаме некое позиционирање надолу. Е сега, кога ќе се пулиме левов да има fair value gap и е ретестиран, овој fair value gap е на премиум. Значи, топ премиум е до 0,5. Кога одиме овде, од овој последен high до овој последен low исто е на премиум. Така да, дате го повторно фрактало што кажувам, значи, од овој момент може цената го мотнува да напри. Така да, останува да видиме, остануваме фокусирани. Ако ме прашувате, не би сакал утре да отворам позиција, но ако дај тоа што го бараме, зашто да не. Тоа што се однесува до техничката анализа за следнава недела, дали имате прашање? Да не бидам сега, немој да се плашите, да не бидам ко професор, не сум ни професор, ни наставник, ниту пишувам кецој, ниту петки, туку чисто сам да помогнам. Ако имате некоја забелешка, ако имате нешто нејасно, накратко што може да опфатиме, слободно прашувајте. Пред да прашате денеска прочитав една реченица, ја запишав тетрадка и сакам да ја кажам. Пишува, проблемот не е што не знаеме, туку не сакаме. И вака си седнав и си размислувам и се најдов во многу работи дека е така. Значи, ако нешто не ни оди, односно ако нешто немаме, секош ние одбираме да кажеме кривица на нешто друго, односно да најдеме изговор за нешто друго, не да си прифатиме ние дека грешиме, дека ние како личности не сакаме тоа да го смениме. И така е. И по него вика, не сакаме да учиме, не сакаме да слушаме, не сакаме да видиме и не сакаме да признаеме. И ме погоди да речам мене лично, значи не дека сум јас перфекционист или далеку не знам што паметен, ама многу има вистини во оваа реченица, овој текст има премногу вистини и така е. Така да биди фармер по него имам пишано, не биди хантер. Тоа што значи дека треба да жнеиме, да садиме ние. Не да ловиме цело време, да очекуваме нешто дека ќе ни се дај, нешто дека без да работиме дека ќе добијаме или да се обратиме не знам каде или да чекаме од некој. Ние хантаме, бараме нешто, а не правиме ништо, не превземаме. Значи биди фармер, вика. Направи нешто за да ти се врати. А не да чекаме ние да земиме нешто негде, а уствари ништо не сме направиле. Нема многу да филозофирам, чиста мала мотивација пред почетоков на новиот месец, да си признаваме дека не сакаме да се промениме
и нека не боли, пошто е многу болно кога ќе знаеш дека не преш нешто, а ситуацијата ти е таква кај што треба да преш. Или на модерно кажано комфорт зона. Да се трудиме да излегуваме од комфорт зоната, пошто е многу тешко. Јас лично за мене кажувам. Од аспект ќе земаме најпрост пример в теретана. Цело време барам изговор, а изговорот сум јас. Значи не можем да си дам јас одговор на тоа, ти не можем 40 минути за теретана да најдам. Не можем. Или ќе земам за бек-тестинг на чартов. Па нема некој што ќе ми објасни дека немам пола сат да седнам и да бек-тестирам. Или ќе земиме малце духовна молитва да прочитаме, да му се обратиме на Бога. Па пола сат да му да му благодариш на Бога да немаш време. Ево кажувам тоа, значи си има некој што си прави, некој што не си прави, секој за себе. Ама од секој аспект на животот, нека не биде трейдинг. Нека или да појдеш, не знам, многу изговори бараме. Не треба така. Да бидиме фармери, а не хантери. Ако немате прашање, ви посакувам убав остаток од викендов и да чекориме напред.